македонските автори. Дали ВБУ прави исчекор во ваква нешто? ВБУ прави исчекор во делот на регистрацијата, значи во информацијата, кој и што има направено во кој период од времето. Значи, предплати се на твојот омилен изведувач е насловот кој што го има. Ова е кампања која, односно не кампања, јас извинувам, не е тоа кампања, тоа е иницијатива која што ја дадовме од ВБУ, која што се однесува за предплати се на сите оние македонски изведувачи кои што сакаат да постигнат 1000 subscribes или 1000 предплати на македонски. Зошто им се потребни тие 1000 предплати? Одлично. Па тоа е потребно затоа што вие за да почнете монетизација на вашиот канал, за да почнете да генерирате некаков инкам, некаков влезна средства од YouTube, мора минимум да имате 1000 предплатници, односно subscribers, и да имате во текот на една година 4000 ислушани часови. Без разлика, може да имате 5 песни, сите 5 песни вкупно да бидат 4000 часови, и тогаш YouTube... Ова е добра шанса музичариве во оваа пандемија, кога не можат да настапуваат, да продолжат да креираат и да се надеваат дека ако ние се предплатиме и ги слушаме на YouTube, така, ќе ги помогнеме. Точно. Значи, нашата иницијатива е буквално само информативно до сите оние кои што имаат канали и кои што планираат да направат канали, а немаат. Значи, добро, а што се тогаш овие изберете какво членство сакате? 2,5 евра месечно или 5 евра месечно? Што е ова и зошто е ова? Ова постои затоа што никој во регистарот, сите што работиме во регистарот, сите работиме без никаков инкам. Сите сме борци овдека. Така, за да го поддржите овој проект за зачувување на македонската севкупна музика. Така е. Овој сервис постои веќе неколку години. На овој сервис буквално ние го самите го поддржуваме со своето време, ентузијазам, знаење, умење и така натаму. Немате никаков инкам од ова? Никаков инкам. Ние немаме дополнителна, не знам, предплата, екстра реклами од ваму, од таму. Ние сакаме. Буквално ни е нашата цел да бидеме информативно средство за македонската музичка сцена, која што била претходно, во моментот е и таа што ќе биде ностоп апдейтувана и ќе бидеме поддржани од оние кои што ја слушаат и почитуваат македонската музика. Значи, тоа е многу едноставно, а за ова што се прави во моментот, тоа треба многу голем ефорт, многу голем напор, затоа што е во прашање е програмирање, во прашање е време на луѓе и така натаму. Меѓутоа, за subscribe, тоа самите оставаме да си дојде само по себе, затоа што веруваме дека народот ќе ја разбере приказната по известно време, дека она што го правиме ние е една работа која што е буквално, ајде да не речам, не можам сега, не сме мисионери, меѓутоа правиме нешто кое што е за доброто на македонската музика, Си извинувам, ти си надвор од екран, но еве, јас сега идам со мојот YouTube канал, малку не ми е јасно тука целава работа, можеби ќе треба фантомот да дојде овде и да му давам маус во рака. Вика, направи корисничка сметка, иако те ставив на шер, не те држи у екран, иако преска идеше, ама велам операта знае да му љави вака, се извинувам поради тоа. Направи корисничка сметка, user акаунт на YouTube, да постави содржина, и не ми е јасно, значи вика... Многу едноставно. Ова е разглобено на тој начин да... Јас би го поедноставил вака. Едноставно, појдете на било кој македонски изведувач, кој што има YouTube канал. Само кликнете subscribe, кликнете било од која од песните, доколку се појави реклама, оставете ја рекламата, не ја гасете, затоа што само така одреден процент секој оној кој што го има тој канал
ќе добие нешто на крајот од месецот од Еве, YouTube. сте промовирале па и Джеси и Кели со Мартина Нанеска. Што е ова изведуваат? Идам да видам нивниот YouTube канал. Супер. Сега како што кликате вие, Добро? како што кликате вие, YouTube генерира некое средство. Доколку се појави реклама. Значи, Колку има subscribes доле да видиме? Само иди подоле, извини. еве, По има 30. овдека копче subscribe. Дали гледаш јаш овакво? Дали го гледаш шерот? Да. Добро. Значи, еве Ето. се претплатив. Одлично. Толку. Вие сте завршиле голема работа како Јанко. Некој утре И што сега вика, идам на нашите каналот Калина Велковска, која е пуштете било извореден вокалист, 534 претплатници има. Значи, срамота е оваков талент да има само 500 претплатници, а мојата поддршка можем да ја дам со тоа што ќе се претплатам. Апсолутно. Само да А дали- кликнам на тоа, така? Да, точно. Само на тоа да стиснете и прегледате некое видео, било кое од овие. Значи, било кое од овие видеа. Затоа што овие видеа се на базирани и линкани со поврзани со овој канал. Ај малце да олабавиме, да ај да одиме со Мивети ти, заедно Љубојна со Џоле и со добро. Пере, но брат ти, изведбата, изворедна. Ја еднаш веќе ја пуштив вакво, па да одмориме со ова, па после неколку минути да се вратиме да продолжиме. Готово. Важи. Ајде. Devojko, ljubov mi vrti ti, tebe te nema, srce se svi, nasmevka čista ko biser morski, dalke mi dadeš ti pak. Može bi srekni tvojite sedni, pregratka tuga, preperiš ti, može bi misliš ko zvezden roj, zagina kog mežot moj. Devojko, ljubov mi vrti ti, tebe te nema, srce se svi, nasmevka čista ko biser morski, dalke mi dadeš ti. Бојан, дали си тука? Бојан? Еј. Бојан? Бојан? Дали се слушаме? Да, тука сме. Еј,
Скроз. Каков добар джез фанк, ама каква добра транскрипција направиле. Знаеш Леп. значи, овие шлагери македонски, сега што се проработуваат и Кали што направи неколку такви отскоци, ама со феноменален аранжман, еве и ова е, се ежам, какви добри фрази има тоа, джез фанк, така перфектно направено. Да речеме оригиналната песна, шлагерот, ја не сум го слушал, ама го знам. Знаеш, она како... Јанко, извини, ова проаѓа надвор. Ова во джез момент, кај што има джез, блуз, фестивали и така натаму, ова проаѓа. Ова е одлична преработка. Чекај се, значи ја толку глуп бев вечерва да мислев дека е толку нешто комплицирано во таа цела поддршка, дека тука има некоја прича што не ја разбирам, а во суштина ти ме измачка сега и ми рече само еден клик, subscribe и им даваме поддршка на нашите музичари. Па, само тоа, Јанко, ние само буквално ја дополнуваме информација, ние сме продолжена рака на она што е буквално YouTube. Ние само велиме, дечки, само кликнете subscribe на нашите изведувачи и пуштете по една песна во денот, 2 песни во денот, да им дадете поддршка. Не мора ништо друго да правите. Значи, ако не можете 2 пати да кликнете, 3 пати во денот, тоа веќе е друга дискусијата. Целата работа е тоа што во сето ова некако ние видовме неколку сегменти. Значи, оние кои што ја креираат содржината, оние кои што плаќаат за таа содржина, а тоа се фирмите, нели? И оние кои што на крај го добиваат сето тоа. Затоа што YouTube го дели. Во секој случај, извини, дали се слушаме? Да. Јас се раскликав на subscribe, отидов на нокаут да се посрамам дека не сум ги кликнал. Знаеш, сега гледаш, ова што го направивте и мене ме подсети. Ја мислам дека, еве, арогантно ќе кажам дека нема медиум од електронскиве телевизии кој повеќе пуштал македонска музика. И го користам најчесто, YouTube ми е тука за користење. Да промовирам. Обично ќе видам на ВБУ, ќе излезе нешто ново, ќе стаи нешто фантомот и ја во емисија. Ми ја разубавува емисија. Ама не ми текнуе subscribe да стисна. Ама не знаев дека им е толку битно. Затоа е музички регистар. За да ги подсети оние кои што се малце позаспани дека некој извадил нешто ново. Ова е тоа. Видете само кликнете subscribe, пуштате ја песната и тој вие ќе бидете 534. До 1000 ќе стигне. После 1000 веќе YouTube него му прави монетизација. Дечко вика, слушај, ти имаш 1000 subscribers, предплатници, сега на македонски јазик тоа звучи така, предплатници. Не можеме ние да го смениме тоа, нели? Или subscribers да кажеме. Сега малце звучи струјаџиски, предплатници, ама тоа е. Вака, за да не се вадат од памет, бидејќи ние имаме и деца кои следат и имаме стари луѓе кои модерна музика, ама не ги тангира. Она што треба да знаат дека музичките жанрови кои се застапени на ВБУ, да се информираат за било која песна, си слушнал некоја песна од младоста, тука ќе ја најдеш, без оглед дали е джез, дали е шлагер, дали е фолк, дали е традиционална етно, и има ги оние 4 неколку, например, најновите песни од поп музиката, од рок музиката, еве ги доаѓа ден, има Мизар имаат нова песна, Марија Спасовска број 1 од поп музика, од джез, Mountain Grease, Анета Джордж, Бриз Саума во метал, традиционална етно што има Сузана Торанџиева и Јатиџе Муратова, иста судбина. Јунакињата од Ханиленд. Конечно сними песни и беше голема од хип-хоп и така натаму. Па, нели, ќе ми се појави еве како ова Кали со Мартина Наневска и еве ќе пуштиме. А тука се и новите албуми. Па, супер, Јанко, верувај дека ние сега почнавме со иницијативата. Ова ќе остане иницијатива. Ова сакаме да биде буквално како грудка снег, која што повеќе ја буткаш, станува поголема топка. Има ли интерес? Има ли, успевате ли да допре... Усвари, еве со емисијава и тоа ќе се обидеме.
најважната цел на музички регистар е самите изведувачи. Тоа не е најважно. Самите изведувачи да си го постираат ова кај себе и да речат: дечки, сите, па ја имам 1200 friends на Facebook. Па еден од нив да ми кликне subscribe. Еден. Еве пола нека кликнат. Па само од Facebook ја имам 500-600 луѓе. Само од Facebook. Нели? Па луѓе, мора на тоа да даеме ефорт чисто ради да бидете вие во ситуација да утре, после месец-два, почне да ви капе 40, 50, 60, 70, 100 долари. Зошто да не? Меѓутоа, многу е важно да секој оној кој што има канал да прави контент, односно да го полни каналот со видеа. Џони, Дали разговара, слушај, дали прави... јас сето тоа го знам и имам некаков број. Ја својот канал го направив 2013 година и имам околу 10.000 претплатници, но интересна работа е што имам ја околу 8 милиони гледања. Но ништо немам заработено. И не можам да разберам во таа процедура. Ке треба некој, викаш да го фатам фантомот за врат да ми помогне тука? Ништо немам заработено. Зошто не да нема? Тоа е многу чудно. Не знам ни ја. Фантомот ја знае оваа проблематика добро? Фантомот е фантом, не би иначе не би се викал фантом. Ништо, готово, идам кај него на кафе, му го давам акаунтот, мали среди ми ова и готово, ќе компензираме. Ја реклама ВБУ. Океј, Значи, да се вака- вратиме на музика. Бојан, малце подоле ми излезе од екран. Вака, се возбуди и ти во целава работа, ма стварно и за возбуда е оти убава работа. Кажи ми сега, вака, што забележуваш ти нешто од новово? Еве, кому по тебе треба да му дадеме стотици и стотици се изведувачи. Не ми ни текнува на кого све. Како да ги најдам сите тие? Или еве некој ти препорачај. Ако сурфај малце, најди нешто. Шерни на скрин да видиме. Види, супер, него ја, ако дозволиш само те молам минутка, знам дека немаме време. Не, има време. Има колку сакаш време, збори човек. Да речеме, Љубојна сите ги знаем. Добро? Љубојна имаат 800 сабскрајбери, претплатници. Не може да ми каже некој сега кој Љубојна, луѓето не можат 2 години да имаат настап. Не може да ми каже дека некој не може да кликне subscribe и некако да се потруди да ги едноставно да ги слуша нивните песни од време на време кога. Како им се вика нивниот канал? Оти нивните песни се распрскани на 300 други канали. Си имаат, они се сега баш ке ти еве дали е шерски Еве го, или не? добро, го најдов, Љубојна. Мюзик. Да. Љубојна топик. Не, ова некој го овакво. 32 претплатници. Чекај, нешто не е во ред. Го гледаш ова што го гледам ја? Еве ти Љубојна official. Љубојна official. Љубојна official. Да. Иди на Љубојна official. Чекај да го овакво да го Еве на Љубојна official имате 828 subscribers или претплатници по нашки. Значи, ние не велиме дека Еве го. Љубојна official 828. Да. Љубојна која има еден куп концерти каде што Да. нели на маси се качувавме од радост од Дубај на кој ќе ни направеше шема и све и така натаму. Да. Само 830 сабскрајбери. Чекај да видам како и се видеата по Вие ме прашате, јас ви кажав еве, само 158.000 гледања, 100.000 гледања, 90.000, 83.000, а само 833 сабскрајбери. Они ништо немаат. Но твоите очи лено има 158.000, но тој е од пред 11 години. Нула имаат, Јанко, тоа. Нула. Еве, нула. Ништо немаат. Затоа што немаат на нивната официјална страна, ова е официјална, нели? Љубојна official. Значи на таа официјална YouTube страна они немаат минимум остварено од 1000 сабскрајбери. Они имаат сигурно затоа што имаат два фактори. Тоа е да имате 1000 претплатници и да имате кажи го 4000
часа кои што би биле слушани во текот на една година, они тоа би го оствариле вака, нема проблем. Сега една љубојна нема, вие ме прашавте да ви препорачам нови бендови, абе љубојна нема кој што е по светов кара, иде, ја знаат, не препознаваат и така натаму. А и ги има бендови. Зошто е тоа така? Фанк Шуи ми се еден од омилените бендови. Еве, например, секаде во светот луѓето што ја слушаат музиката им даваат барем таква една најминимална поддршка. Кликам лайк. Овдека кликам subscribe. Јанко, видете, не знам дали сетапот во главата е поинаков. Да речем, имате вие пандемија, имате наплив, нели, на ново заразени сега моментов. Вие имате фирми кои што кубурат, кои што се во оние 65-70% паднат промет од делот на ивент бизнис индустријата, место да ги ангажирате во спортски сали, направете кревети, нека ви дадат опрема они што имаат све комплет. Значи од нивната опрема се прави се. Сите тие спортски сали таму може да служат како болници така натаму. Вклучете ги. Платете им за тоа. Значи платете им. Не да им дадате на луѓето зашто они молат. Они не молат да им дадете вие само пари од джеп. Они молат да им помогнете со работа, да си ги заработат пари. Така може нешто да биде. Само така. По мене. Значи, Леле, браво, ме попари ова со љубојна што ми го покажа фактот, еве, јас го пренесов, па се надевам дека кога ќе ја спакувам сега емисијава, кога ќе гледаат дека тие бројки малку и ќе се подпроменат, еве, за љубојна. Но, нели, но као од љубојна... Главниот би сакал момент да го доколку го дозволиш да го кажам, Јанко, тоа е што особено македонците надвор од Македонија, особено тие во Америка, во Австралија, во Европа, секаде, значи надвор од Македонија, да стиснат subscribe и да слушаат македонска музика. Зошто? Затоа што сите тие нивни кликања на маусот, на subscribe, тежат многу повеќе пати од што македонците во Македонија. Кого? Кажи ми сега нешто. Да, те разбравме. Не мора да објаснуваш. Доволно е за народов да го разбери и олку за тоа што да не го преоптеретиме. Значи само кажи ми, препорачај ми, љубојна е етабилиран. Нешто од новиве, младиве, кои допрва, а тебе сметаш дека заслужуваат. Да, па те молам отвори музички регистар. Океј. Најдобро, значи така ќе го отвориме моментот. Добро, значи, еве, отворене. Музички регистар на почетната страна. Добро. Имате се тоа што се случува, нели? Става момент кај мене се сингловите по најпопуларни жанрови, тоа се најновите песни. Да, тоа се најнови изданија, без разлика значи на жан. Имате синглови. Да речеме. Ајде да речеме, не мора да биде претенциозно било што. Како може? Еве ти го. Мизар. Доаѓа ден. Ги имаш The G-Notes. Мене ми се допаѓаат, искрено. Значи, Shine on Me. Кој ги рече? The G-Notes. Ова се... G-Notes, Shine on Me. Имаат спот? Има што да покажеме или само? Отвори го каналот слободно, да слушнеш какви песни имаат луѓе. Значи, ова е... ја пуштив ова. Ја пуштив во емисија. Се од Гевгелија. Девојкава каков акцент има, неверојатно. 742 сабскрајбери имаат. Еве, и јас сум 743-тиот. И темата иде Shine on Me. Поточно, ќе ја пуштиме, која прилично е кратка, само малку за илустрација. Еве, јас би ја поддржал исто така, те молам забележи, Анета Џорџ. Она е изворедна инструменталистка, извореден вокал, джез вокал. Кајде да ја најдам, исто на ВБУ? Исто на ВБУ, еве, не ми е шер скрин. Анета Џорџ, Георге. Анета Џорџ. Каде е во джез, во Анета Џорџ, во джез.
Само кликни Добро. Анета у сврч ќе те издаде. Значи она изворена има толку изданија девојката направено за Еве, има сингл март 2021. Mountain Има- Curves. да, има албум 2020, има друг во 2020 сингл, има албум во 2019. Значи активна е. И ова да речеме Анета, оваа личност живее само од музика. Само И ние- 77 сабскрайбери. Е, Ајде да А. чујам малце, 30 значи ова секунди. приме вокал Левел Беркли. Македонка која што живее во Радишани, да речеме. Цел живот со музика е, живее по светов нормално натаму. Работи со изворени врвни музичари. Он има само 77. Да чуеме малку? I'll paint white lines on the blue sky. Ова е одлична песна. Одлична песна. I'll make the clouds sing. I'll make the trees dance around in joy. I'll take the cares from the mountains, portray a brand new horizon in the distance. Значи, прекрасноќа. Да. А спотов сериозно добро направен, визуелно морам да признам, само 28 гледања. Сега, види, знаеш што е проблемот? На луѓе ова сигурно би им се допаднало, но проблемот е начинот како да се промовира, да знаеш дека има нешто ново. Значи, тука е нешто што ќе треба тоа да се разглаба на кој начин, како нашиве луѓе, како Западот успева да ни стигне до нас, со нивните информации за нова музика и ги дознаваме, а не дознаваме за овие македонски автори. Па Јанко, Западот е доволно моќен да плати специјални агенции кои што го работат само тоа, промоција. И они тоа го прават константно 24/7. Линкуваат, поврзуваат, разноразни сервиси за промоција. Тоа го има и кај нас, меѓутоа тоа чини средства, тоа чини пари. Во моментот, зборам за моментот, за изминатава година и сега, знаеме во која ситуација сме. Ние чисто само сакам да информираме дека на некаков начин македонците во и надвор од Македонија може да помогнат ако кликнат subscribe и слушаат македонска музика онлайн. Дали на Spotify, дали на YouTube, тоа негде на некому ќе генерира средства. И тоа е многу едноставно и ние А мора да се дали ние у поддржиме. Македонија, ако гледаме и кликаме и subscribe, помагаме на тој начин? Да, помагате, меѓутоа не сакате да дознаете со колку помагате. Зашто? Сега ќе ви кажам. Знам, јас со 8 милиони гледања, мене ми испадна 200 евра за 10 години. Многу е помала рекламата, одошто ако ти во Австралија и во Соединетите држави стримаш, гледаш онлайн некоја македонска песна. Значи, не 200.000 стигаат гледања, информации. Јанко, 200.000 гледања се околу 35 до 40 долари. Ги добивате вие месечно. За 200.000 Во Македонија. во Македонија. Ако кликнат 200.000 македонци во Македонија. А истите пари, 35 до 40 долари, од прилика, затоа што имате флуктуација тука. Од прилика, ако кликнат 700 од Австралија или 800. Или ако кликнат 650, 700, 750 од Америка. Или ако кликнат Разбирам. 750 од Швајцарија, од Германија. Значи тоа го велам. Значи мора тие луѓе да бидат активни, да се вклучат активно, ако сакаат да помогнат, само можат да помогнат реално на тој начин. Во моментот. Фала ти многу за објаснувањето. Да, без да некој ги моли за не знам што. Ова никој никому не моли за ништо. Ова е едноставно информација. Доколку некој сака,
се чувствува дека треба, чекај бе, ја ќе помогнам со овој subscribe денеска. Па утре со друг. Па ако направат шер на нивната страна, си ја споделат на својата Facebook страна, на својот Instagram, и така натаму. Луѓе со тоа само помагаат. Само помагаат. А најдобар начин да се информираш што има ново, што има за слушање е преку ВБУ. Единствен медиум кој само пренесува и ви кажува: ало, Мизар има нова ствар. Ало, Така. овие имаат нова ствар. И ти само треба да кликнеш, ако ти се слуша, слушни, ако ти се допадне, лајкни, ако... Така. Но помогни сабскрајбот, ништо не те чини. А си помогнал воопшто сцената музичка македонска. Дали е етно, дали е поп, джез, што и да ти се бендисува. Така е, тоа пред се би сакал навистина да го поздравам тимот позади ова, од музички регистар, кој што навистина дава максимум од себе само за да не информира нас, обичните граѓани, да знаеме кој што издал денеска. Затоа што... И тимот те поздравува тебе. Да, благодарам. Значи со ова, кое што со интернетот денеска, верувајте, не знаеме кој што се издал. А ние сме еден таков генератор, да доколку вие само имате мал интерес, многу мал интерес, да речете, чекај малце, јас да видам кој денеска издал нешто, ако воопшто некој се интересира. Сега, во овој момент, со оваа иницијатива, оваа кампања, слободно само направете хаштаг 1000 subscribers МК и вие ќе дознаете што се случува. Значи, вие ќе дознаете ние кои сме го постирале денеска, тоа е наше мислење. Кого да сабскрајбнете? Дали Флукс, дали Каролина Гочева, дали било кој. Значи, тука нема застој. Нашата цел е да направиме 1000 subscribers до оние кои што немаат достигнато 1000. Меѓутоа ние тука не застануваме како иницијатива, тоа ностоп треба да си оди. Буквално како топка снег, кога ќе ја пуштите надоле да тркала, таа само се зголемува. Ние сакаме работите да одат по автоматизам, свеста да биде на друго ниво, да почитувате македонската музика, да купувате македонска музика, да ја поддржите со subscribe. Тоа е најмалку нешто што може да направите. И тоа е тоа. Еве ги, и The Chicks, девојките ги сабскрајбнав, се млади, интересни. Така. Гледам ова спрема твојот овакво, кај што се ги објавувате на Facebook, кој е ова? Clashing Colors, Fuel to the Fire. Да. Ова беше интересно со балетот во спалната соба, спотот. Убав спот. Да. Ако пудеш кај мене на личниот профил, јас имам споделувано 10 по мој вкус. Да речеме, не се сите по мој вкус, меѓутоа јас им правам subscribe. Ништо не губам тука јас. Така. На некој што свири армоника, што свири тамбура, што свири негде таму, човече, може ќе му помогнеш утре. Не знаеш, ама направи го тоа, треба да се чуе. Ние, значи, целта ми е буквално само да се шири оваа иницијатива. Тоа е тоа. Така ќе дознае некој за нашата визија и нашата мисија, која што сакаме да продолжиме. Сосема за крај, само Чичо да ти објасни 2-3 работи. Знаеш дека кога аплодирам, јас ставам, обично добивам и copyright claim од YouTube. Да. Еве, сега после ова ќе пуштиме сосема на кратко еден сегмент од првиот македонски мюзикл Тајно моја, посветен за Тоше Проевски, во режија на Тони Михајловски, каде што севкупниот ансамбл на македонската опера и балет зема учество. И сега го најдов, незаштитене. Бојан, дали си уште тука? Малце имаме фриз фрейм на твојата слика. Океј. Сега се нормализира, да те чујам глас. Да, добри сме. Сега и те слушам. Човече, аплодирам и добивам copyright claim за едно YouTube видео од представата, кое не е заштитено од никого и ништо. Само сегментот кај што чекај да исклучам тоа. Да, може се
Се слушаме? Да, се Значи, слушаме копирајт- цело време. Јас да се разбереме, да не сакам значи публиката да мисли дека јас сум експерт. Не. Бојан, не ме разбираш. Уживај сега. Си изнакажа све. Јас сакам само да ги информирам луѓево за следново. Само дозволи ми да ја исклучам музиката. Океј. Да информирам. Делот, слушај ме убаво. Делот каде што во представата се слуша гласот на Тоше Проески, каде ја изведува зајди. Има копирајт клейм, чии авторски права ги заштитил некој си во Србија. Не во Македонија. Не е македонска радиотелевизија. Уште полошо да ти кажам. Како е почнат трендот на тоа што не заштитуваме ние. Ке мора да прекинеме брзо затоа што веќе луп се фаќа некој. Тоа е нешто друго, тоа е нешто што мора ја не знам, тука може да го поканиш принц или некој кој што е стварно експерт во тоа. Александар Истовски или некој, значи во Македонија кој што е стварно експерт за тоа да ти објасни во однос на авторските права, затоа што ти можеш и да имаш шер на делот. Клейм може да ти даде од тебе и ти да речеш 50% или 100%, зависи како ќе се договори. Бојан, си чул за филмот Волчја ноќ? Еден од првите македонски филмови? Да, како не. Знаеш кој ги има правата за него? Бугарија. Како да може Бугарија? Значи, филмот го најдов на YouTube. Токму заради тоа го преземав и на еден мој приватен, на страна, неофицијалниот мој канал, ја го аплодирав цел филм. Ми стигна копирајт клейм, ја тоа го покажав и во емисија. Не може тоа, не сме така. Тоа треба да има кинотека на Македонија или Министерство за култура, некој да реагира таму бам одма. Сакаш да ти го покажам сега тоа да го видиш? Еве. Не на цела јавност, треба да знаат што се случува, дека треба да се спи. Ја ова го објавив. Еве го сега мојот канал. Момент само ќе ти дадам и шер. Шер скрин. Ова песните малце на исток, на шиво. Само да го видиш, шокантно е, затоа што мораме нешто да направиме, не се заштитуваат нашите manage videos и наоѓам да ти кажам и ги ставам овдека се додека не добијам копирајт клейм да видам чие и што е. Знаеш како е? Еве го. Момент, Боја. Момент. Еве го. Волчја ноќ, филм снимен 1955. Дали гледаш? Да. Ова е мојот еден приватен YouTube канал. Гледај сега, копирајт клейм блокирано е. Не смеам да го користам. И сега се надеваш дека е тоа некој си. И сега гледај. КВЗ Music Publishing Entertainment. Океј. Идеш КВЗ Music Publishing. Да, Бугарија. Да. И Paste and Search. Еве ги КВЗ Free Digital Distribution of Music and Ringtones. И само прашање е кога ќе ни ги преземат затоа што ние како ајварот што ни го зема. Сваќаш, тоа е само легитимно. Кога нема што, знаеш како, нема празен простор ти во копирајт. Ако никој нема клейм, некој ќе си направи клейм. И еве ги сега другарите сичко хубаво и нема што и да им се лутиш. Кога никој не заштитил, презеле. И сега ќе мораат процеси во Швајцарија да идат и така натаму. Прашање е само кога ќе почнати за знаете што нас музика исто да ни се слуша. Што викаат англичаните геп имаме или лик, значи нели ни мајнкаат овие работи, ние имаме контент, имаме производ кој што е направен. Еве Волчја ноќ, имаме многу други производи кои што некој земал и го ставил на YouTube и сега YouTube вика аха, Јанко прв го ставил, крај, тоа е на Јанко. Секој друг што ќе го стави и кинотека на Македонија со официјален да го стави, ќе рече, чека малце, треба да разговараме сега.
Да, не можеш ти да го земеш од Јанко туку така. Чекај да видиме. И тоа е процес. Тоа е голем процес. Ние и со нокаут имаме такви работи. Затоа внимаваме кога ставаме, кога постираме што правиме. Значи не може сега, дај ми го концертот. И ти ќе му го дадеш концертот и он ќе го исцецка на делови и ќе го стави после таму и кај него на канал ќе биде. Чекаме малце, како така? Затоа нокаут, не само нокаут, него другите си даваат више, ја научија лекцијата. Македонија има контакт. Македонија треба да работи на заштита и Македонија треба да работи на уновчување на тоа. Значи, ние имаме материјал кој што треба да си го наплатиш. Тој материјал ќе се наплати ако има тело, орган кој што е професионален во тој ќе се грижи за тоа. А тоа ќе го добие само ако ги вклучи младите во тоа. Тие што знаат. И прво што треба да почнеме, еве барем вака за музика, еден subscribe, да им дадеме малку ветар во грб на нашиве автори и потоа да почнеме полека да ги средуваме работиве што доцниме. Оти после пак ќе се чудиме како за Ајварот, кога ни рекоа словенците "Чао, наше Ајвар." Само кликајте subscribe на македонски изведувач, тоа е ние што сметаме дека би било добро за оние кои што ги имаат своите канали. Не само македонски, него генерално и продукција. Имате видеопродукции македонски кои што им треба поддршка исто во моментот. Така да. Која на пример? Да, слушам. Која на пример продукција? Не, имате приватни продукции, па појди кај мене слободно на мојот Facebook канал, пиши или на YouTube Марија и Маги, ќе видиш, тоа е приватна продукција. Марија и Маги пиши. Марија и Маги, детски приказни. Сега ќе не дам одмah ти кажам. Не можам да го најдам ја така. Добро. Кај мене ги има на Добро, Марија. не е битно. Вака, да не идеме веќе во детали. Јас само те поканувам сега, ќе се простиме јас и ти. Ти благодарам на разговорот. Доста импровизиравме, бевме договорени за 10 минути. Драго ми е што ги исполнивме 10 минути. Фала ти на тебе. Чест ми е што Саат и пол, а очигледно имаш многу и сакаш да кажеш. Ја повторно ќе те барам. Надевам дека барем за момент, барем за иницијатива бевме во некој сегмент јасни. А сега те поканувам да изгледаш дел од представата од YouTube на единствениот македонски мюзикл посветен на Тоше Проевски, кој имаше само 2 или 3 изведби и оваа снимка на YouTube е единствен спас за едно вакво импозантно дело од нашата музичка култура и Тоше како еден од нашите најголеми изводи. Поздрав до тебе, ти благодарам и благодарам. Секој е добро, остануваме во контакт. Благодарам, чуете го здравјето, семејството. Поздрав до сите слушатели на твојата телевизија, твојот канал и така натаму. Секој добро. Лека ноќ и пријатно. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Ја ви благодарам за вашето внимание. До крајот на емисијата, еве еден сегмент од мюзиклот Тајно моја, посветен на Тоше Проевски. Лека ноќ и пријатно од мене.